Преда Плюс фондацијата постои веќе десетина години и токму изминативе неколку години реши да ги спои луѓето и нивните потенцијали кои што имаат идеја за бизнис секторот и токму ја создадоа фондацијата и екосистемот за стартапи. Токму за тоа се што работи Преда Плюс фондацијата, но и повеќе за стартапите во пелагонискиот систем. Ова утро ќе разговарам со Маријана Милевска од Преда Плюс. Најпрво ќе посакам добро и убаво утро. Благодарам, добро утро. Маријана, ајде да се навратиме години наназад. Пред 10 години, кога се создаде фондацијата Преда Плюс, каков ви беше мотивот на почетокот, кога почнувавте да работите, што имате изреализирано до сега, односно како се гледате сега после 10 години? Па Преда Плюс е основана уште во 2010 година, пред некое време славевме, да речам, 10 годишнина, една декада, и основана е со една цел за економски развој, за развој на приватниот сектор и за поттикнување на нови работни места, најмногу за младите. И сега во последните 5-6 години веќе започнавме и со работа на делот на стартапи. Тоа стана актуелно. Стартапи, значи работевме ние и претходно на предприемништво, меѓутоа стартапите се нови бизниси, меѓутоа не било кои нови бизниси, тоа се нови бизниси кои имаат потенцијал експоненцијално да растат и најчесто се поврзани со технологии. И тоа го работиме сега веќе 5 години. Кога почнувавме не беше актуелно, меѓутоа овие веќе 4-5 години го работиме интензивно и имаме спроведено 5 сега веќе стартап програми. Имаме околу 65 бизнис модел Canvas изработено за нови идеи, за иновативни поврзани со технологија, така да се менуваат како се менуваат трендовите, така и ние, меѓутоа корот, главното јадрото ни е секогаш економски развој. Да, стартапите дефинитивно се предизвика за младите, но како ќе им ги објасниме на повозрасната генерација? Баш така, дека тоа се нови бизниси, меѓутоа најчесто се поврзани со технологија и имаат потенцијал многу да растат и ние како држава исто така имаме можност како во тој дел да креираме нови бизниси кои можат да бидат исто родени глобално, значи да работат на глобален пазар, зошто да не го искористиме таа можност. Значи во врска со тоа сакам да кажам дека тоа, значи кога веќе имаме IT заедница која е силна, која работи на странски пазари и се носи со сите тие трендови, зошто не би имале и компании основани од тие индивидуалци кои работат на тие пазари? Така, имате подршка и од реалните бизниси, па како успевате да ги заедно да ги создадете или да ги измешате реалниот бизнис и стартапите, и односно и малите бизниси? Ние многу слушаме, значи заради тоа што стварно сме организација која ги следите трендовите што се случуваат во економијата и следиме она што работи реалниот сектор, приватниот сектор. Така почна и оваа стартап програма. Прво ние концепиравме, меѓутоа ја проверивме убаво со приватен сектор и наидовме за наша среќа на партнери. Така да целата стартап програма, последната која се случуваше, беше во финтек хабот на СН Финанси, значи како добар партнер ни излегува во пресрет и навистина сме презадоволни од она што заедно го сработивме. Така да таа симбиоза мора да се случува во секој случај за да оди напред, за да имаме прогрес. Победниците од хакатонот беа луѓе од Велес, односно Велешани. Колку е нормално, односно колку е вистинито и реално реализирањето на овој тим, односно на она што тие го создадоа? Ние направивме еден хакатон специализиран на стартап идеи, односно идеи за нови бизниси кои се поврзани со нови технологии во финансиски услуги. Тоа значи дека, например, сите платежни работи можат да се случуваат онлайн, може да се случуваат преку дигитален новчаник, значи во таа смисла има трендови кои сакавме да ги поттикнеме да ги развијат тука и такви идеи добивме. Победничкиот тим ни доаѓа од Велес, затоа што програмата беше отворена за цела држава и тие имаат една многу интересна идеја која е во делот на осигурување, односно возможуваат полесен пристап на луѓето, на индивидуалци како нас, да донесат многу лесна одлука кое осигурување да си го земат, ама ќе оставам тие повеќе да си кажат во врска со нивниот производ.
Да, што е оно што следно се очекува, дали може би наскоро ќе имате и нов надпревар каде што ќе може да аплицираат нови млади луѓе со своите стартапи? Остануваме посветени на темата на стартапи и поттикнување на луѓе, млади и повозрастни кои имаат идеја со нова технологија за нов бизнис тука во Македонија да работат. Она што сакаме да го правиме во новата 2023 година е она што сакаме, нас ни покажа искуството дека кога имаме специјализирана програма која е насочена на дадена тема, многу повеќе се добива кога се сите ментори и стартап тимови заедно. Значи тогаш стварно има сконцентрирана енергија и се разговара на точно дадена тема. Затоа сакаме во новата година да направиме една специјализирана програма за технологии во земјоделство и таму ќе ни бидат насочени сите напори напролет, да кажем веќе. Токму победниците на хакатонот организиран од Преда Плюс фондација е апликацијата Брошуранс или проектот Брошуранс, за кој што повеќе детали како дел од тимот е и Благојче Јосифовски кој што ќе ни каже повеќе детали за апликацијата и за проектот што точно сочинува. Благојче, најпрво ги ти посакам добро и убаво утро. Благодарам, исто и вас. Благојче, каков ви е вашиот проект, односно што сочинува Брошуранс апликацијата? Брошуранс апликацијата сака да им помогне на брокерите од една страна, нормално да им донесе повеќе корисници, од една страна да им донесе корисници, од друга страна едуцирани корисници. Самата платформа ќе нуди едукативен контент кој што ќе им помогне на корисниците, односно на оние кои што бараат осигурување, да се едуцираат што точно можат да добијат од самата полиса и зошто да купат соодветната полиса. Нормално тоа ќе им помогне на брокерите за полесно и подобро да им ги достават овие продукти на крајните корисници. Така, како е вашето искуство од хакатонот, што точно се случуваше во тие 48 часа? Супер искуство, значи одлично поминавме ние, целата организација беше супер, од страна на Преда Плюс беше на многу високо ниво организирано сето тоа. Имавме можност да ја надоградиме нашата идеја со помош на менторите кои што беа таму, воедно да креираме нови контакти, да стекнеме нови идни колеги и соработници. Се на се беше супер организирано. Кои се вашите планови за иднина, односно како ќе се развива понатаму апликацијата? Така, значи еве веќе во јануар планираме да започнеме со изработка на самата апликација и се надеваме дека некако до почеток на летото веќе ќе имаме готов производ кој што ќе може да се користи. Дали можеби на почетокот кога се пријавивте за хакатонот, почувствувавте или се надевавте дека токму вие ќе бидете избрани, односно вашиот тим, вашиот проект и апликација ќе биде победничкиот на хакатонот? Мислам, се разбира, имавме идеја која што верувавме дека има голем потенцијал и затоа и се пријавивме. Кога бевме таму во текот на целиот хакатон, добивме потврда дека идејата е добра, дека има добар потенцијал, така да потајно и се надевавме дека ќе победиме.